Беше на некој начин скандализирана јавноста, дел од јавноста, од првичните извештаи од седницата на Уставниот суд, на кој што дел од судиите дискутирале во насока на тоа дека можеби треба да се размислува за оспорување на конкретната одредба. Што мислите вие за целиот овој комплекс на прашања поврзани со оваа тема? Најпрво немаме доволно информации. Ја немаме видено иницијативата, не знаеме што точно содржи иницијативата. Од извршната власт чувме реакции дека не е работа на Уставниот суд да се занимава со казнена политика. Да, и тоа Уставниот суд го има констатирано во својата одлука од 2007 година. Значи, кога што има време подетално да истражам, за да се подготвам за денеска и она што го следев во деновиве во медиумите од Уставниот суд, има серија на прашања кои се неодговорени, кои се проблематични. Значи, имаме една одлука која конкретно се однесува на став 5.353 од 19 декември 2007 година. Мислам дека Драган Марлиновски има поднесена иницијативата. И баш на конкретниот став. Да, на конкретниот став. Имате уште една одлука 2009 година непосредно пред донесување, односно предстапување во сила на последните измени во однос на конкретниот член и став, значи став 5 од 353. Бидејќи не заборавајте, овој член за прв пат, односно овој став во членот 353 е воведен во 2004 година. Подоцна во 2009 година само се врши измена на запретената казна, најмалку 4 години и најмалку 5 години. Кривичарите знаат подетално да ви објаснат зошто е тоа направено и кои се последиците од сето тоа. Јас не се бавам со кривично право, но од уставно правен аспект она што можам да го забележам е дека самиот Уставен суд во два наврати се има произнесено дека казнената политика базирано на начелото на законитост, дека кривичните дела, казните, висината на казните треба да биде определена со закон и тоа е работа на законодавецот, не на Уставниот суд. Впрочем, во 2009 година вели, ако ми дозволите да цитирам, изборот на законодавно-правната техника при утврдување на описот на действието на извршување пак е прашање зашто одлучува законодавецот, а не на Уставниот суд. Значи, покрај сите останати контроверзи што ги гледаме во однос на прашањето до каде може, самиот Уставен суд треба да се произнесе како тоа во 2009 и 2007 година имал еден став, а сега се насетува дека дел од судиите има друг став, а не се споменува дека има веќе пракса на Уставниот суд. Мислам, ова е институција, не секој состав одлучува сам за себе, нели? Не почнува со секој нов состав, нова пракса на Уставното судство. Иако за жал, таа институција е најнереформираната институција во нашиот систем. Иако досега имаше пракса и своји претходно донесени одлуки. Илустрација. Да, да ги преиначува, да. Само еден пример, но имаме и други. Ние гледаме дека Уставниот суд е во центарот на вниманието пред се кога треба да разрешува, односно да одработува за некакви агенди. Нели, за жал, угледот и авторитетот на оваа институција е на прилично ниско ниво. За неа ретко кога се говори во вакви ситуации кога може да направи навистина голема штета. Се говореше исто така во ситуација кога на неколку пати се распушташе собранието. Се говореше во ситуација и тоа сериозно се говореше во ситуација во која се сметаше или Уставниот суд сметаше дека возможи тогашниот председател да ги донесе тие контроверзни помилувања. И до ден денеска ние ги немаме расчистено тие прашања поврзани со помилувањата и каков статус имаат тие, дали воопшто смеа да бидат донесени, дали смееше да бидат повлечени и така натаму. Тоа е поврзано понатаму со прашањето на двајца обвинети кои се во бегство во Грција и така натаму. Значи гледате дека штетата што ја нанесува Уставниот суд со сопственото постапување понекогаш е многу поголема од користа што имаме од оваа институција, поради што сметам дека апсолутно треба да се пристапи кон сериозни реформи.